Почитувани, владата на Никола Груевски неуспешно се обидува да се извлече од скандалот на 3 милиони евра за неизградените фабрики. Ево документ во кој што се гледа дека се одобрени 2 милиона 180.000 евра државна помош на странската компанија СМР Automotive System, која што требаше да изгради 2 фабрики. Ова е официјалниот извадок од официјалниот документ на извештај за работата на Комисијата за заштита на конкуренцијата од 2011 година. Прашуваме, зошто владата не го раскинала договорот со компанијата, ако станала јасно дека фабриките не се градат? Согласно Законот за технолошко и индустријски развојни зони, владата морала да го раскине договорот со СМР Automotive Systems. Зошто владата наместо тоа барала објаснување од компанијата за незините планови? СМР е постоечко и активно микропредпријатие во Република Македонија, основана со паричен влог од 5.000 евра. Доказ за тоа и овај извадок, значи тековната сметка, состојба на субјектот добиена од Централниот регистар на Република Македонија. Премиерот Груевски јавно го означи почетокот на изградбата на фабриките, за кои што најави дека ќе бидат изградени во текот на 2012 година и во кои што ќе се вработеле најмалку 140 лица. Каде се фабриките и каде се вработувањата? До вчера на службениот сајт на Дирекцијата за технолошко и индустријски развојни зони, компанијата СМР беше посочена како корисник во зоната. Додека ги бришеле овие податоци вчера од сајтот, заборавиле да исчистат и мапата, така што СМР се уште фигурира на оваа мапа. На службениот сајт на Агенцијата за странски инвестиции во брошурата насловена Automotive Component Sector 2014 година, во делот на веќе дојдени, така се вика насловот, стои името на СМР, со изјавата заедно на председателот на групацијата СМГ, господинот Сегал. Еве го ова, од брошурата, каде што се уште фигурира СМГ. И конечно, погледнете ги решенијата на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со кој што е одобрена државната помош од близу 3 милиона евра. Во нив стои, цитирам, за мерката XXX се одобрува помош за обука и усовршување на XXX македонски граѓани, замислете во висина од XXX евра. Овие X-ови стојат и во објавените решенија на службен весник на Република Македонија, пошто тие стануваат правосилни. Епа, премиере, не е ни чудо што се фалите дека ќе вработите илјадници луѓе. Прашањето е само кога ќе се случи тоа. Дали за XX години? Благодарам.